Добро вечер, стрекна вечер до почитуваните гледачи на Петата димензија во спортот во продукција на Буре Весник. Еве не со нова емисија, со нова тема и овој пат тимот на Буре Весник кој ја подготвува емисијата отпатува во Нови Сад, соседна Србија, каде што направивме една специјална емисија во однос на една генерална тема поврзана со името на Вуједин Бошков Вујке, легендарно име во рамки на југословенскиот, европскиот и светскиот фудбал, и истовремено поврзано со посета на спортскиот центар во Нови Сад, кој екзистира и постои повеќе од половина век, а кој некаде од 1996 година го носи името на Вуједин Бошков. Зашто попрецизно и поконкретно ќе зборуваме, овој пат најавуваме преку видео најава која ќе ја видите во наредните мигови. Добар ден, среќен ден од Нови Сад. Се наоѓаме во фудбалскиот центар, фудбалската академија која го носи името на Вуједин Бошков, легендарниот Вујке. Фудбалско име познато не само на просторите на поранешна Југославија, него и надвор од неа, член на југословенската репрезентација на славниот олимписки тим на Југославија, селектор некогашен на фудбалска репрезентација на Југославија, долгогодишен тренер на многу познати клубови широм Европа и светот, и еден голем убав спомен, вечен спомен со него средбата во Софија 93 година за време на предорот Црвена звезда Сандорија, кога господин Вуједин Бошков беше тренер на Сандорија и даде ексклузивно интервју за неделниот спортски магазин Скок, најавувајќи во своето тогашно заменување во Рома како тренер на Рома. Еве на гледачите на Буре Вестник ќе се обидеме да пренесеме дел преку кратки видео инсерти од оваа спортска академија лоцирана во спортскиот центар Ветерник, кој датира 40 и кусур години наназад. Видеоматеријалот е снимен во предворјето, да не речеме на влезот на спортскиот центар, реков популарен Ветерник, кој како таков го знаат повозрастните љубители на фудбалот од екс-Југославија, а кој сега го носи името на Вуједин Бошков и всушност се работи за спортска академија или спортски центар кој го носи името на овој легендарен фудбалски ас, тренер, југословенски репрезентативец и една плејада на титули кои стојат зад неговото име и презиме. Низ неколку кратки видеоматеријали ќе го представиме спортскиот центар Ветерник или како што реков Вуједин Бошков, ќе објасниме колку категории овде тренираат, гледачите ќе имаат можност да ја видат инфраструктурата со која располага фудбалскиот клуб Војводина од Нови Сад, инаку актуелен праволигаш на Суперлигата на Србија, и ќе можеме сами да се увериме како оди развојниот пат на овој фудбалски клуб, односно да направиме една паралела со нашиот македонски фудбал и нашата инфраструктура, како предуслов, како пример, да не речам и како некој вид на фудбалско училиште, како треба да се надградуваме и како да одиме напред. Збор 2 пред овој вовед на спортската емисија за легендарниот Вуједин Бошков, кој е синоним на Нови Сад покрај една плејада на дејци кои живееле тука, твореле и работеле во Нови Сад. Значи, Вуједин Бошков е роден на 16 мај 1931 година во село Бегеч во околината на Нови Сад, каде што израснува во една скромна фамилија и каде што уште како млад, да не речам неполнолетен, го облекува дресот на Војводина. Во неговата желба и љубов кон родниот крај се покажува и со тоа што самиот Вујке е погребан
во родното село Бегеч, а неговиот фудбалски пат, неговата фудбалска звезда згасна на 27 април 2014 година, кога, како што реков, беше погребан во Бегеч, неговото родно село. Околу фудбалскиот пат на Вуједин Бошков има 1 мал милион податоци, меѓутоа вредно е да се истакни она највпечатливото, најударното. Значи Вуједин Бошков од своји 14 години почнува да игра, да го носи дресот на Војводина и за овој клуб бележи околу 512 настапи, што навистина е еден раритет кога е во прашање било кој фудбалер да игра за било кој фудбалски клуб. Во дресот на југословенската репрезентација настапува 57 пати, при што игра на 2 светски фудбалски првенства 1954 во Швајцарија и 1958 во Шведска. Својот фудбалски пат го завршува како добар фудбалер, како вистински ас и непоставно с целото свое умење, искуство, целокупниот свој авторитет го насочува кон тренерскиот занает, каде што се покажува како исклучително успешен тренер, како една легенда во европски рамки кој има постигнато изворедни резултати. Водејќи го фудбалскиот клуб Војводина како тренер, Бошков постигнува еден извореден успех каде што во сезоната 1965-66 година всушност податоците велат дека бил спортски директор, а и луѓето од спортскиот центар кој го носи неговото име, тоа ни го потврдија дека во тандем со исто така славниот и легендарен Бора Станковиќ го освојува шампионатот на Југославија и Војводина станува фудбалски првак во рамки на Југославија во сезоната 65-66 година. Понатаму фудбалскиот пат го носи во различни фудбалски земји, една долга листа каде што Вуједин Бошков бил тренер, 73 година продолжува во Den Haag, потоа во Фейнорд и се гради како успешен тренер и неговите звездени моменти ги доживува почетокот на 90-те години кога доаѓа во италијанскиот фудбал, во славниот италијански фудбал. Во 1990 година предводејќи ја Сандорија, Бошков го освојува купот на куповите кој е по организација нели на УЕФА, тоа е сегашниот систем на натпреварување наречен Лига на Европа, а 1991 година според многумина фудбалски аналитичари и според фудбалската антологија која го запишала тоа, Вуједин Бошков го остварува и можеби својот најголем успех кога со Сандорија од Дженова го освојува италијанското калчо, односно станува првак на Италија. Во сите овие години 1992 предводејќи ја Сандорија, Бошков стигнува до финалето на купот на шампионите и навистина една плејада на успеси. Ако се има во предвид дека десетини години наназад популарниот Вујке бил тренер и на Реал Мадрид, значи на славниот кралски клуб кој го предводел и со кого во 1981 година игра во финалето на Лигата шампионите, само по себе покажува за каков тренер се работи. Во Шпанија 2 пати го освојува шпанскиот куп, а во Италија 2 пати го освојува и купот на Италија. 90-тите години се вистинска златна ера на Вуједин Бошков и многу пати во моите емисии во овој независен проект каде што креацијата доаѓа од тимот на Буре Весни, меѓутоа искуствата ги пренесувам јас од моите живи средби. Има таа среќа, таа стрекна околност, таа привилегија, таа чест да кажам да разговарам со Вуједин Бошков 1993 година кога ја водеше Сандорија
на надпреварот против Белгарска Црвена звезда кој се играше во Софија, од причини што тогашна Југославија или Србија веќе како беа поделени државите беше под санкции на УЕФА и Белгарска Црвена звезда немаше право, немаше можност да ги игра своите надпревари од тогашниот купни шампиони во Белград, па беше избрана Софија како мегдан за надпреварот против Сандорија. Во хотелот Шеретон имав една прекрасна средба со Вуједин Бошков, една импресивна средба, еден разговор каде што Вуједин Бошков ми посвети 2 часа за неговото интервју објавено на станиците на неделниот спортски магазин Скок, каде што насловот беше во стил Македонец, те почитувам, се гледаме прв пат, ќе се видиме пак, те молам објави дека јас сум идниот тренер на Рома, ја имам поканата, веќе начално е прифатена, еве ти си првиот кој има можност да го објави тоа. Така и беше, јас во наслов ставив дека Вуједин Бошков ја презема Рома. Ете, тоа е извореден спомен од моите средби со Вуједин Бошков, од неговата импресивна кариера. Во таа насока, воопшто не изненадува фактот што луѓето од Нови Сад, сите оние дејци кои работат и кои живеат таму, одлучиле да го дадат името на спортскиот центар Ветреник, да го прекрстат, односно да го именуваат по легендарниот нивни условно човек кој овде се родил, кој се градел во Нови Сад и кој на некој начин ја пренел не само фудбалската слава и фудбалскиот имидж на Нови Сад на секаде ни светот, така што сега спортскиот центар Ветерник го носи името Спортска академија Вуједин Бошков. Тоа ќе го видите и низ фотографиите кои ги направивме на лице место. И во таа насока разговаравме со луѓето вработени во Спортската академија Вуједин Бошков и еве низ еден видео прилог да видиме што тие велат за Спортската академија, односно за кои луѓе членуваат тука, како таа функционира и како работи. Видео прилогот изработен од тимот на Буревесник. Велико било можда. Оволико е било. Исто, а? И се тоа функционише, да рецимо на за 40 години. Све функционише. Едино што се изменјало, ураđene su ove nove zgrade. Да, мало проширило. Да, recimo proširilo se nova kuhinja, novi dimencijski blok, nove slačionice. Ali ovo stoji. Ovo je osnovna funkcija. Ovo drugo je približna funkcija. Da, tereni su, tereni tamo. I ima direktor te omladinske škole. Ima direktor omladinske škole, ima direktor kluba, ima Tako, bravo. direktor škole, ja mislim da je tu, možda pitanje kad je malo budemo vremena. Ајде да пробаме. Од секретарот на спортскиот центар на оваа спортска академија, господинот Александар Влашкалич, бевме информирани дека овде во клубот работат 6-7 различни категории возрастни на млади фудбалери, дека постојат скоро 6-7 веќе готови терени со различни димензии, а внатре во клубот и самите имавме можност да се увериме и да видиме и дел од сето ова да го ставиме преку видео инсерти од богатата биографија на фудбалскиот клуб Војводина. Патем кога зборуваме за сето ова, вредно е да се истакне дека пред 2 години токму во екот на пандемијата на кога да речеме бевме окупирани сите на некој начин од COVID-19 и каде што сето тоа се одржи нормално и на фудбалската игра ширум светот, а нормално и на овие балкански простори. Фудбалскиот клуб Војводина беше победник на Купот на Србија и тоа е исто така еден извореден успех. Од плејадата играчи кои излегле од Војводина има еден голем број, меѓутоа по мене фасцинантно е да се спомене дека овде играле еден Милош Шестич и Синиша Михајловиќ, изворедни фудбалски имиња кои се општо познати во нашата фудбалска јавност и кои излегле од фудбалската школа на Војводина.
Зборувајќи за сето ова, ете и направивме еден видеоматеријал каде што ја објаснуваме најновата иницијатива на овој спортски центар, нели рековме, кој го носи името на Вуедин Бошков, а зашто точно станува збор, односно за изградбата на најновиот терен кој го затекнавме во изградба, ќе погледнеме низ видеоприлогот направен од мене со збор и слика. Овде позади нас на спортскиот центар, спортската академија Вуедин Бошков, се наоѓа терен кој е во подготовка изградба, како што и сами можете да видите. Од секретарот на спортската академија, господинот Александар, добивме информација дека ова е дефинитивно шести терен во спортскиот центар Ветерник, односно во рамките на фудбалската академија Вуедин Бошков, и ќе биде направен на нормални фудбалски димензии, за да може на него да се одигруваат и, да не речем, официјални напревари од категориите кои тренираат и го користат овој спортски центар. Е уште еден доказ дека вложувањето во инфраструктурата секогаш е примарна цел и секогаш добро ориентираните клубови со стратегија за развој и напредок го користат тоа и го чекорат напред во развојот на младите категории, продуцираат фудбалери за своји потреби, за потребите на големите клубови кои носат, нели, добивка, односно пари од кој клубот може понатаму да живее. Најновото признание за Вуедин Бошков, Вујке, доаѓа текомната година 2022, кога влијателните луѓе на италијанските медиуми, сите оние кои се поврзани со фудбалот, со спортот, сите оние кои на некој начин се мокли во таа сфера, носат една одлука и постхумано го му даваат простор, место и би рекол вечна слава на Вуедин Бошков во италијанската куќа на славните. Тоа е едно изворедно признание, еден извореден гест, една изворедна работа која сама по себе доволно покажува какви даблоки траги оставил Вуедин Бошков во италијанскиот фудбал, веќе реков како тренер на Самдорија, и кои се успеси со неа ги има постигнато, и она што го најавив во интервјуто кое го правив со него во хотелот Шеретон во Софија, кога ми најави дека веќе е начално договорен и заминува за тренер на Рома. Во тој контекст интересно е да се одбележи, да се каже дека во 2001 година Вуедин Бошков беше прогласен за почесен селектор на Југославија, на фудбалската репрезентација Југославија, што исто така е едно признание кое му е доделено од фудбалскиот свет. И доволно е да се каже дека и нашата втора средба беше на Европското првенство 2000 година, кога Вуедин Бошков ја водеше тогашната репрезентација на Југославија на Европското фудбалско првенство што се одржа во Белгија и Холандија, каде што како специјален извештувач на неделниот спортски магазин Скок го покривав тоа Европско првенство од самиот почеток до крајот. Се на се една големи признанија, голема почест, голема слава за овој легендарен фудбалер. Бројките на стапите во сите клубови каде што играл, бројките на стапите на водењето на екипите кои ги тренирал и постигнатите резултати со нив и освоените трофии сами по себе покажуваат која е големината, која е величината, кој е авторитетот на Вуедин Бошков. И во тој контекст би сакал да кажам многу пати кога сум имал прилика и порано, а и сега и во иднина, кога разговараме на некои сериозни фудбалски теми, меѓутоа кога се навраќаме како бекграунд наназад, постојано им велам на моите соговорници половина во шега, меѓутоа половина и во сериозност. Ве молам, ако не го знаете олимпискиот состав на Југославија од 1952 година, кога во Хелсинки
го освои сребрениот медал, немојте да зборувате со мене за фудбал. А тој состав, верувајте, мислам дека го знам и на полноќ. И ја ви изгледа вака: Беара, Станковиќ, Црнковик, Чековски, Бошко Хорват, Огњанов, Митич, Вукас, Бобек, Зебец. Извореден состав, со извореден успех, сребрен олимписки медал 1952 година. Вуедин Бошков е дел од тој тим. Вуедин Бошков е името на спортскиот центар Ветрник, кој беше тема заедно со славата, почита и големината на самиот Вуедин Бошков. Ете, тоа беше последната на новата емисија во продукција на Боре Весник. Се гледаме и понатаму. Довидување и секое добро.